За прв пат со дел од средствата на буџетот на општина Прилеп ќе се обештетат жителите чии земјоделски посеви настрадаа во невремето. Околу 3 милиони евра е штетата предизвикана на околу 1000 хектари, од кои повеќето од половината со тутун. Збирниот извештај за проценетата штета настанат од невремето на 23 јули го усвоија советниците на денешната 19-та седница на Советот на општина Прилеп. Се чека одлуката на второстепената владина комисија. На дневен ред беше тромесечниот финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Водовод и канализација. Со оглед на тоа дека ние треба да добијаме одговор од страна второстепена комисија на владата на Република Македонија, колку од барањата кои што ќе бидат доставени од наша страна ќе бидат прифатени, колкава површина и колкава број на население ќе биде офатено со обештетувањето. Ние како совет врз основа на тој податок ќе донесеме одлука колку средства од буџетот на општина Прилеп ќе се одделат за да се изврши обештетување. Со оглед на тоа дека сакам да напомнам дека ова е прва одлука која што ќе ја донесе локална самоуправа или совет на општина Прилеп да се изврши обештетување од буџетот на локалната самоуправа на овие граѓани кои што и настрадаат нивните земјоделски култури со последното навреме. Денеска советот на општина Прилеп донесе одлука за формирање на комисија за утврдување на релација и цена на превоз на ученици од населените места до општина Прилеп, со оглед на тоа дека тој момент во делот на превозот не беше регулиран. Во ова јавно комунално предпријатие продолжува трендот кој што го воспоставя сите комунални предпријатија во градот, а тоа е да имаме позитивни финансиски импликации за работењето на јавните комунални предпријатија и од тоа посебно како совет на општина Прилеп, како претседател на совет на општина Прилеп ме радува затоа што веќе трендот кој што го воспоставя сите комунални предпријатија проминува да се реализира и со сите наредни квартали да прикажуваат позитивни финансиски извештаи. Покрај тутунот штети имало и на житните култури. Од невремето кој ги зафати најмногу населените места Мало и Големо Коњари, Кадино село и дел од Варош. Вкупно површина беше офатена околу 10 милиони 571 762 метри квадратни или во сума пресметана 186 милиони 609 144 денари. Да напоменам дека најмногу оштетување има тутунот, односно во проценти ако би се рачунало над 60% од површината потпаѓа под тутун. Советниците ги усвоија и годишните извештаи за работа за минатата и програмите за работа за оваа учебна година за основните и средните училишта во општина Прилеп. Беше донесена и одлука да се формира комисија за утврдување на релацијата и цената на превозот за учениците од населените места.